Овие буквално се во врска. Не ми се верува. Ипек, Кирко. Кирко ли? Ти како ме најда? Да имена, така ли? Таа ти каже дека сум тука. Ипек толку се загрижи за тебе. Ти ги испрати и парите, така ли? Веднаш ќе се одјавам од хотелов. Не останувам ниту една ноќ во место кое ти го плаќаш. Ипек, да седнеме да поразговараме, те молам. Барем да ме сослушаш една минута. Имам толку многу работи да ти раскажам. Да. Сигурна сум дека имате многу закажување, господјо Селда. Ипек! Ипек! Еден мал подарок. Ај, Керим, многу си љубезен, ти благодарам, ама ти реков да не ми купуваш подароци вака. Несрин, ако не го прифатиш овој подарок, многу ќе се навредам. Само ваков елегантен прстен им прилега на овие убави раце и на овие нежни прсти. Повели. Многу е убав. Многу ти благодарам. Керим, толку сум среќна покрај тебе. Ме тераш да се чувствувам многу посебна. Ти и онака си многу посебна, Несрин. Твојата насмевка ме прави многу среќен. И не можам да поднесам да видам ниту една солза на тие убави очи. Верувај ми, не можам. Многу те сакам да знаеш. Многу. Ќе одиме во соба? Ипек! Ипек! Немам што повеќе да зборувам со тебе, остави ме на мира. Ипек душа, види. Треба да ме сослушаш. Не си одам одовде, додека не ме сослушаш. Што се обидуваш да сториш? Имам нешто да ти кажам. Добро, кажи го брзо што и да е.
Ипек, ке седнеш ли, те молам? Те молам. Ти кога ме предаде во прегратките на Аише, што почувствува? Или што помисли кога го даде тој посакуван син во прегратките на твојот маж? Зарем воопшто не те заболя душата? Не е така како што мислиш. Ако не е така како што мислам, како е? Ме остави без трошка, совест и си замина. Кирко, Немој да ми викаш Кирко. Ги слушаш гласовите? Не слушам ништо освен чукањето на моето срце. знам дека не се простува тоа што го направив. Ама јас се покајав, уште во моментот кога те оставив. Знаеш ли колку тешко поминаа тие 18 години? Моите 18 години поминаа прекрасно. Дури ако сакаш, можам ден по ден да ти ги раскажам сите тие многу убави години. Особено последните неколку. Ти ми го зеде животот од раце. Го направи тоа со сопствена корист. Ако не му родеше син, ќе то ставеше машти, така ли? Не сум толку бездушна. Синан, се уште не знае, така ли? Не. Ништо не му кажав на Синан. И него го одвоивте од мајка му? И се уште не знае ништо, така ли? Јас го сакам како мое дете и тебе. И Синан не можам да ве споделам со никого, Ипек. Не можеш да не споделиш. Ти мене ме остави кај друга и си замина, ме остави. Јас, 18 години, на туѓа жена и викав мамо. Господе Боже, не разбирам што се случува овде. Остави, љубов моја, сигурно е караница меѓу маж и жена, ајде. Несрин, може би е нешто многу важно. Морам да одам да проверам. Пушти ги, душо. Во рете, веднаш се враќам. Како можеше да го сториш тоа? Како можеше да ме оставиш во рацете на друга жена и да заминеш? Јас повеќе не сакам да останам во местото кое ти го плаќаш. Гледаш и сама, нема за што да разговараме. Немаш одговор на ова, така ли? Барате ли нешто? Се слуша некаква врева однатре, се загрижив. И од други соби добивме поплаки. Јас ќе се погрижам, господине. Ве молам, вратете се вие во соба. Не се обидувај ништо да објаснуваш, затоа што немаш оправдување. Ипек, Немој да ме следиш.
Утре наутро ќе одам на молитва. Зошто? Да се помолам и ти дојди со мене. Баба, ја се дадов збор на една другарка. Јави се веднаш и откажи. Ќе дојдеш со мене да се помолиш. Во ред, баба, би те одбила ли? Ипек. Ипек! Немој да ме следиш, ти реков. Џунејд? Зошто не си замина дома и господин Керим го нема? Не, онака останав да не им затреба нешто, затоа чекам. Ти оди. Јас сум тука. Во ред тогаш да одам до кај стрина ми Фатма и Несрин беше многу болна, па може би им треба нешто да проверам. Стрина ти Фатма е во кујната. Тогаш Несрин да ја проверам. Несрин не е дома, Џунејд. Одам не излезе. А така ли? Тогаш ќе одам до кујната да испијам еден чај, ќе ми годи. Таму ќе одам. Ах, бе Селда, мораше ли да одиш вака навечер? И плюс си кажала дека одиш ке Хандан. Што ќе речам ако дојде некој? Не сакаше јас да одам и... Многу се закомплицираа работите. Треба да сторам нешто. Но што? Ке полудам. Каде отиде Несрин, бе? Застани, чедо, смири се, каде може да биде Несрин, се чувствуваше малку подобро и веднаш ја побара Зејнеп и отиде кај неа, веднаш отиде. Во ред? Тогаш не мрдам од овде додека не се врати Несрин. Добра. Ајче, види пијам во твое здравје. Ајде, забавувај го малку машти. Ајде, играј ми срцка. Пушти ми ја раката, пијаница една. Само уште играње ми фали. Ако толку сакаш да се забавуваш, оди во ноќен клуб. Една вечер, дај ми спакај. Бе, седни, ајде. Дај Боже да ти се скршати раце и нозе. Луда жена. Божја белја. Тетка Ханифе? Заарно да е вака на вечер? Не е заарно, Джемсине. Ти си добро момче и татко ти беше душа од човек. Помогни ми, те молам, во име на Бога помогни ми, сине, те молам. Тетка Ханифе, застани, смири се, смири се. Што се случи? Останавме вака на врата. Влези внатре, ајде. Не, сине, нема долго да останам, си имам голема мака. Не знам кај кого да одам и што да правам. Бефи на бајачки, му дадов да пие баена вода и повторно не се откажа. Тетка Ханифе, јас тебе ништо не те разбирам во моментов. Ништо. Мојот Џунејд, види колку е часот, но се уште не си дојде дома. И кога ќе дојде ни 2 збора не кажува. Ми рече дека почнал на работа, но не ми кажува каде е. Повторно трча по таа Несрин. Како ќе го спасам сидмиот таа девојка, бе Джем? Тетка Ханифе, и самата знаеш дека Несрин и мајка и си замина од куќава, ни јас не можев да излезам на крај со нив. Немој да мислиш на тоа. Нашата Несрин цели на високо. Не мислам дека ќе се интересира за Џунејд. Со своји очи видов, сине. А може ли да ми ја дадеш адресата на местото каде што работи Несрин? Те молам, сине. Не може да ти ја дадам. Ќе одиш таму, па ќе дигнеш галама пред сите. Слушај што ти кажува. Биди си спокојна. Несрин нема да го погледне Џунејд. Види, сине, поради желбите на таа Несрин, Џунејд дури и кражба направи. Сега обидувајќи се да ја задоволи и да ги исполни сите незини желби, ќе си навлече некоја голема белја. Не може така, тетка Ханифе, не може. Ќе знаат дека сум јас.
А потоа вештерката Фатма ќе тргне по мене. Охо, не можам да се занимавам со тоа. И ти, еден ден ќе имаш дете, тогаш ќе ме разбереш. Не се и наети, сине, те молам, дај ми ја таа адреса, те молам, синко. Оф. Зошто сега ми го кажа ова? Ајде, во ред ќе ти ја дадам адресата, во ред. Ама ако некој дознае дека сум јас, Добро, душо, нема да кажам. во ред ли е? Ајде, не тагувај повеќе. Ајде, добре. Ало, да дојмина? Ипек? Дали ти плачеш? Да дојмина? Како можеше да ме лажеш? Како се согласи да одседнам во хотел со парите на господја Селда? Ипек? Ипек, душо. Не можев да прифатам да преспиеш на улица, душо. Ипек, само сакав да ти помогна, мила. Каде се сега, кажи ми, веднаш доаѓам. Не може. Ти целосно ме разочара. И ти, како и другите, ме излажа. Ипек? Господе, сигурно го напуштила и хотелот. Што ќе прави една млада девојка на улица? Каде отидана, не разбирам, ни на телефон не ми крева, ако го имаш бројот, побара таа Зейнеп. Јас го немам бројот на Зейнеп, од каде пак најзиниот број кај мене? И колку спокојна жена си ти, не разбирам, ќерката нигде ти ја нема, ти мирно си седиш овде, чекаш. Слушај, бе, Джунейт, не ме полудувај. Што значи тоа каква мајка си? Јас знам каде е керка ми и затоа душава ми е мирна. Нека дојде. Несрин па ќе дознаеме каде било тогаш. Чеда му е, Джунейт. Слушај, јас сум многу уморна, веќе многу ми се спие. Ајде оди си дома, јас да си легнам. Не. Легни си ти спи, јас ќе ја чекам Несрин овде. Не се јавува. Господе, каде ќе оди во ова време? Да ја побарам јас, господја Селда. Ах, бе, Ипек, колку те мислам сега. Да ја побарам да дајеш. А не, сега нема да оди таму. Да не ја вознемирувам сега и неа. Повелете, господја Султан. Да нема некој проблем, си пребледала. Не, добра сум, да не ви треба нешто вам? Сакав да побарам чај од билки. Ми помага да заспиам ноќе. Се разбира, веднаш ќе ви направам. Дојде ли Селда? Не, се уште не е вратена. Не разбирам зашто ли разговараат со Хандан секој божи ден. Како и да е, јас сум во дневната. Само да ја знаете маката на господја Силда. Што прави сега таа? Сакав да ти посакам добра ноќ. Добра ноќ. Камо и Бирен да беше тука. Немам со кого да разговарам, немам некој што ќе ме разбере. Берен, многу ми недостигаш. Селда, каде си? Од памет си извадив да не дојде некој, а тебе те нема. Те молам, Хантен.
Не сум во состојба да ти давам отчет. Што ти се случи? Да не се случи нешто со Ипек? Ипек. Ипек си замина. Не можев да ја спречам. Каде отида? Не знам. Го напушти хотелот и замина. Селда, мила, не плачи, те молам. Слушај, плачењето ништо не решава. Ти потекли лицето и очите, соземи се и оди дома, да не привлекуваме внимание. Никогаш нема да ми прости. Селда, те молам, среди се малку. Колку повеќе се нафрлаш на Ипек, толку повеќе ја лутиш. И што ако Ипек отиде изборува со синан? Ке го изгубиме и синан. Ај, мора некое време да го оддалечиме синан од тука. Знам. Ама не можам да се воздржам. Што да правам, Ипек нема да му каже ништо на синан. Мојата сестра е силна жена. Што се не пребродивме јас и ти? Нема откажување така лесно. Соземи се и оди дома што побрзо. Види, сигурно веќе се загрижеле. Утре изутрина ќе зборуваме, важи? Каде се задржам, ти да не сакаш да ме умреш, а? Да не ме чекаш да се вратам. Несрин, не ме полудува и каде се задржа до сега? Со Керим бев, како не знаеш? Джуните внатре. Што? Што бара тој тука? Зошто не го испрати? Ебе, не знам, јас да го испратам, ама човекот се залепи како крлеш. Слушај, од утро опрашува за тебе. Ајде да ги согласиме приказните со Зейнеп двете. Не се грижи, султанке моја. Уште малко и ќе седнеш на тронот. Дај Боже. Многу си убава, ма девојко. Ела. Оваа грижа на совест и чувството на вина ќе ме убијат. Влези. Госпоѓа Селда, ако се слободна, може да влизам? Влези, Емина, да нема проблем. Ова, Ипек... Дознала дека вие сте ги спратиле парите. Не знам како се случи, ама... Ме побара и се налути. А ти кажа ли каде се наоѓа? Не, госпоѓа Селда не ми кажа. Не ме ни сослуша, веднаш ми ја исклучи. Во ред мина. Госпоѓа Селда, Ипек е многу добра девојка, многу ми е жал за неа. Знам. Добра ноќ. Добра ноќ.
Добре дојдовте, господине. Добро те најдов, Емина. Си легнаа сите? Сите се повелика ова собите, господине. Јас ќе бидам во работната соба. Ќе може едно горко кафе да ми донесеш? Се разбира веднаш. Погледни, на господ Билјата заспал тука. Добро, добро, остави него буди. Сега ако се разбуди, ќе крене голема галама. Ајде да одиме во собата, ајде. Ајде. Влези. Ви треба ли уште нешто, господине Кирим? Не, Емине, ти благодарам и ти може да си легнеш веќе. Добра ноќ, господине. Добра ти ноќ. Несрин, слушај, стана вистинска играчка во рацете на тој човек, Керко. Дојде, вели ти одиш, ти вели ајде оди, ти одиш. Биди малку подостоинствена, Керко, не се давај така лесно. Момент, почекај. Земи го ова, види. Вечерва ми го подари. Ќе видиш кој чија играчка е. Види. Девојко, што е ова? Отвори. Леле, што е ова, бре? Ова личи како да е многу скапо, Несрин. Девојко, диамант ли е, смарак ли е, што е ова, ма? Да станам газдарица на куќава, ќе имаш прстен на секој прст да знаеш. Ај, Несрин, колку убаво ми стои на раката. Оп. Ај, чекај, види. Машала. Ова ми го подари некни, ама немав прилика до сега да ти го покажам. Леле, Несрин, ај. Не, девојко, не. Овој човек навистина слепо се заљубил во тебе. Се разбира дека е влюбен. Што мислеше ти, алалда ти е? Ај, многу е убаво, Несрин, многу е убаво. Каде си бе ти до сега, кажи ми? Џунейд бев заедно со Зејнеп, нели мајка ми ти кажала? Несрин. Џунейд, не ми се нафрлај. Заедно со Зејнеп бевме на вечера, аман. Зејнеп му станала асистентка на господинот Керим и ние прославувавме вечерва. Што има тука лошо? Така ли? Во ред? Не можам да се вратам тука. Тој гнасен Хазим нема да ме остави на мира. Немам друго место да одам. Не знам дека ќе дојдеш доцна. Не ми ни јави. Се загрижив. Не ми забележувај. Заборави да ти се јавам. Имав еден многу важен деловен состанок. Керим, дали разговараше со синан? Сел да те молам. Не може да се прости тоа што го направи синан, сигурно.
Во последно време не може да си ја исконтролира лутината. И синен е многу тажен. Ти кој што никогаш не си викал по своите деца, му удриш лаканице на синан пред сите. Му е повреди гордоста на синан, Керим. Те молам, стави крај на оваа лутина, те молам. Многу сум уморен, Селда. Подоцна да зборуваме за ова. Може ли? Каде беше вечерва, кажи ми? Слушавам, спушти го малку тонот, бидејќи ако слушна татко ми ќе биде лош. Каде беше, бе? Каде беше? Со Несрин бев. Излеговме заедно на вечера. Ја почастив, бидејќи ми најде работа. Немој да ме лажеш, инаку и тебе ќе те изгорам. Со кој право ми се закануваш, Джунет? Со кој право ми се закануваш? Зошто би те лажела тебе? Бевме со Несрин на вечера. Ајде одете пред да ги разбудите сите и никогаш повеќе да не си ми тропнал на оваа врата. Зейнеп, јас навистина многу ти се извинувам. И не ме мешате во вашите проблеми повеќе. Вистински манијак. Несрин, Молчи! Молчи, тргни се! јас навистина многу те сакам и поради тоа го правам ова. Какво сакање е ова, а? Какво сакање? Вака ли се сака? Ти барем толку да ме сакаш, нема да се однесуваш вака со мене. Слушај, јас сега си одам. И немој да си ме следал, јасно? Немој! Умоболен манијак. Несрин, Молчи! аве колку сум глупав. За ништо и го скршив срцето на девојката. Ај зарно да е, дај Боже. Кој е во ова време на ноќта? Ипек? Мила ќерко моја. Морав да дојдам, бидејќи немав каде да одам. Ова е твоја куќа, Ипек. Што значи тоа немав каде да одам? Мила моја ќерко, знаеш ли колку се израдував што дојде? Многу се исплашив да не ти се случи нешто, чедо мое. Ајде влези, влези. Влези, мајкино. Не плаши се, Хазим заспа. Никогаш нема да дозволам да те повреди тој. Леле, рацете ти смрзнале. Ајде, ти влези си во собата. Јас да ти подготвам нешто за јадење и ќе дојдам. Добро утро, сине. Може да влезам? Добро утро, мамичке. Секако дека можеш. Синен душа. Во иста куќа живееме, а не се гледаме повеќе. И ти се затвараш се повеќе во соба. И ти не се вртиш дома, мамо. А јас не излегувам од соба само за да не ја гледам. Во право си. И јас не бев многу дома. Сигурно не помисли дека те запоставувам, нели душа? Не, мамичке, не мислам така. Види, синан, многу ми е жал што не сте во добри односи со татко ти. Во ред, тоа што го сторив беше погрешно, но и тато не ми даде прилика, мамо. Новие години уште и шлаканица ми удира. Во право си. А ти да се оддалечеш некој време одовде, душо, ќе се одмориш малку, ќе се смириш, а и ќе ти дојде како промена.
Например, можеш да одиш кај дада, ти знаеш дека јас постојано мислам на неа, Душо. Нема да си заминам од својата куќа поради незе. Каква врска има тоа, сина, сега? Ти си под притисок и јас го забележувам тоа. Само некој одреден период. Не знам. Јонака, дада не сага никого покрај неа. Јас ќе разговарам со Берен, само одредено време. И на неа ќе направиш друштво. Па и не е лошо. Може би ќе ми годи ако заминам на кратко. Ама како што реков, не сум сигурен, ќе размислам. Во ред ти размисли. Може би ќе добиеш инспирација за напредок. Можно е. Зошто вратава е заклучена? Зашто е заклучено? Значи, да не дојде Ипек. Ипек? Што е? Не издржа од джелба, па дојде се врати по мене. Отвори ја вратава. Ипек! Никакве цуеда. Тргни се од таму, Хазим, остави ја ќерка ми на мира. Значи се врати. Убаво тогаш. Ипек! 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 Богатото момче те остави, а? Отвори да ти го видам тоа убаво лице. Губи се одовде, никакве цедан. Ти реков да се тргнеш од таму, ајде губи се. Ајде. Ајде, ма. Како и да е тука. Порано или подоцна ќе излезе од таму. Ипек. Душо. Отиде, ајде, излези, Душо. Ајде. Дојди. Замина, не грижи се. Не ми се верува дека се врати во Пеколов. Јас не можам да останам тука. Морам да си одам. Никогаш. Никогаш нема да те оставам. Види си настинала. Кашлаш целата. Никогаш повеќе нема да те пуштам на улица. Ајде ти влезе и одмори се уште малку. Ке те викнам кога ќе биде готов појадокот. Ајде, Душа. Несрен ќе се воодушеви од цветињава. Сакам да ти се извинам за вчера. Свесен сум дека се изглупирав многу, навистина. Ама што да правам, полудев од љубомора и веруjem ми дека не знаев што правам вчера. Не сакам воопшто да разговарам со тебе. Оди врати се на работа. Каков човек си, бре, ти? Се изморив по 100 пати да повторувам дека некој може да не види, ама ти се уште не разбираш. Јас ти велам дека полудев од љубомора, а ти се уште ме караш како да сум мало дете. Немој, Несрин. Види, ти купив цветиња. Прости ми, ајде, те молам. Не сакам цвеќе од тебе, ме разбираш ли? Ништо не сакам. Ништо не сакам од тебе. Стој подалеку од мене, остави ме на мира. Постојано ме повредуваш, ме рануваш, јас не сакам ваква љубов. Девојката е во право. Се изглупирав, тоа е. Ама Кирим, ајде да ставиме крај на оваа лутина. Ме растажува овој неспокој во семејството. Селда, синам на вистина треба да прифати дека погреши и да оди да и се извини на Несрин.
Вака ли ги воспитавме нашите деца, жити Господ? Ами Несрин претера, Керем прифати го тоа. И ништо нема да се смени ако сина ни се извини. И јас мислам дека го преувеличуваш настанот, Керим. Јас не мислам дека синан треба да и се извини на таа невоспитана девојка. Инаку, ти со шлаканицата веќе доволно го понижи детето. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Добро размислив за тоа што ми го каже. Во право си. Добро ќе биде додам кај дата ми. И билетот можеме да го купиме. Од каде пак излезе сега ова одење? Зарем и ти ке заминеш? Сите ме оставивте сама тука. Не грижи се, само на период ќе одам. Инаку ветувам, секој ден ќе ти се јавувам. Во семејствово не остана единство. Што велиш ти на ова, Керим? На здравје нека ви е. Очигледно, морам да заминам. Ах, бе, Керко, колку многу си настинала. Касни некој залак па да ти дадам еден лек да се напиеш. Да одиме ли до болницата, а? Нема потреба, добра сум. Види, твојот омилен джем. И како мала многу сакаше джем од јагоди. Постојано ти мачкав на лепи ти давав. Дали навистина ме сакаше? Како можеш да ме прашаш така, Ипек? Зарем не знаеш колку многу те сакам? Подготвена сум животот да го дадам за тебе. Добро, а син ти? Зарем воопшто не го мислиш? Постојано ми е во умот. Зарем јас сакав да го дадам син ми, но немав каде да одам. Ниту пак имав некој да ми помогне. Со мало бебе останав сама и безпомошна. Сакаш ли да го видиш синот? Господја Хандан ми рече дека семејството каде го дадов отишло во странство. Како можам да го најдам? Аман, што да правиме? Ако син ми не е покрај мене, ќерка ми е тука до мене. Кутра жена. Само да зна дека синот ти е покрај неа. Несрин, застани на минута. Колку неразбран човек си, бре, ти остави ме на мира, остави ме. Каде ќе одиш сега, кажи ми? Што ти за сега тебе? Да не треба да ти полагам сметка. Абе, Несрин, те молам. Ќе одам на прошетка. Ми здоде, разбра? Веќе се изморив и од тебе и од куќава, остави ме. Остави ме на мира. Џунејд, што бараш ти тука?